Детските игралишта во сите населби во Охрид се во стравична состојба. Искршени реквизити, отпад, неискосена трева е само дел од она што се гледа на местата од каде треба да ечи детска смеа. Жителите велат дека и покрај тоа што се испратени бројни дописи до општина Охрид, се уште не е преземен ниту еден чекор. Дури не се ни преземени активности за да се исчистат пределите околу детските игралишта. Јас сум од Германија и ние живееме таму. Нашите игралишта во споредба со ова се прекрасни. Верувајте, ова е старо само 1 година, не повеќе. Како што можете да видите, децата тука не можат да играат, бидејќи сите реквизити се скршени. Оценуваат дека можеби и самите жители се виновни за тоа. Културата на луѓето е на многу ниско ниво. Луѓето треба да се чувствуваат виновни за тоа како изгледа местово, бидејќи децата не можат да се забавуваат тука и треба да седат дома наместо да излезат надвор и да играат. Кристина Крлевска-Деспотовска, директорката на ЈП Градски пазар Охрид, посочи дека во скоро време детските игралишта ќе бидат во совршена состојба и ќе бидат безбедни за дечињата. Со таа цел, ќе се врши репарација, обновување, оградување и комплетно, континуирано одржување на сите игралишта кои што во моментов ги има град Охрид. Таа упати апел до жителите на Охрид да се грижат за новите реквизити со цел дечињата да можат долго да ги користат. Посебно би сакала да апелирам до сите граѓани да внимаваат на сите детски игралишта, бидејќи тие се значени за нашите дечиња и на нашиот град, да не се уништуваат, да не се кршат, бидејќи не само што се значени за дечината, сепак и општината одвојува и вложуваат средства во тие, вложуваме материјали, затоа треба сите заеднички да ги чуваме и да ги негуваме. Симона Митровска, Македонска информативна агенција.